Почитувани гледачи, ново издание на Пресинг. Во него разговараме со председателот на Државната изборна комисија. Секако тема е предстојниот референдум и обврските на Државната изборна комисија во спроведувањето на целиот процес. Господине Дерковски, добар ден, добро дојдовте во Пресинг. Добар ден, добро ве најдов. Го правиме разговорот еден ден по одлуката на Уставниот суд вчера да се одржи сепак референдумот на 30 септември, односно оние иницијативи падна во вода за стопирање на сите постапки со референдумскиот процес, тоа автоматски и продолжува работата на Државната изборна комисија. Може ли првична оценка за досега како тече работата на Државната изборна комисија и дали се соочувате со некои непредвидени пречки, односно дали ДИК е подготвена за спроведување на референдум? Државната изборна комисија уште на самиот почеток, кога се формираше во овој нов состав, на крајот на јули, последните денови, значи си зададе себе си задача дека мора овој процес кој што предстои пред нас со одлуката донесена од Собрание за организација и спроведување на референдумот, да се абстрахира од влијанијата на политиката и на тој начин успеа практично во овој месец и половина од кога е формирана да ги спроведе досега сите активности кои што согласно роковникот кој што си го донесе самата, да ги испочитува поставените рокови за извршување на сите действија кои што претходеа во правец на добра организација на референдумот. Тоа се организациони работи кои што ни следуваат согласно надлежностите утврдени во изборниот законник во членот 31 и 32 и во надлежностите утврдени во член 31 од законот за референдум. Сметам дека досега се одвива во најдобар ред. Се надевам дека така и ќе завршиме до крајот на овој процес. Во тек е и обука на општинските изборни комисии. Може ли оценка за овој процес како се одвива, со оглед на тоа дека бевме сведоци во минатото на неколку случаи каде до последен момент се правеа проверки на избирачкиот материјал, се носеа гласачки кутии, овде конкретно пример последните парламентарни избори. Можат ли ваквите обуки да не доведат до тоа да не бидеме сведоци и во иднина на вакви ситуации, како на пример ТРЦ да не ни се повтори повторно, каде што до последен момент ќе се чекаат некои гласачки ливчиња за да се знае исходот. Дали такви работи може да се избегнат? Па во овој процес нема да може да се случуваат некои слични работи, затоа што референдумот е друг тип на изјаснување на граѓаните, не е компетитивен процес како кај изборите, кај што имате надпревар практично меѓу политичките субјекти за освојување на власта. Се работи за непосредна можност на граѓаните да се изјаснат во овој случај за прашање кое што е важно за целата држава и сметам дека нема да има инциденти и такви ситуации од таков тип. Меѓутоа, ние за секој случај од превентивен карактер, изминативе денови ги спроведовме обуките на општинските изборни комисии, подготвивме прирачник за истите и за избирачките одбори, исто така како органи кои што треба да го спроведат овој процес, се потрудивме сите членови на Државната изборна комисија беа на терен да ги пренесат пораките до членовите на општинските изборни комисии дека одговорна е задачата и дека никој не треба ни да помислува на други ситуации кои што се практично санкционирани со кривичниот законник во Република Македонија, односно секој треба да си ја заврши својата работа одговорно, онака како што предвидел законот. Јас се надевам дека сите членови на општинските изборни комисии не сватија сериозно и дека ќе си ја завршат работата одговорно за да немаме такви ситуации какви што ги напоменавте во случајот со последните локални избори, каде што беа повеќе на повеќе места и мислам дека истите тие ќе ја пренесат истата порака до членовите на избирачките одбори и ние исто така ќе присуствуваме на одделни обуки на членовите на избирачките одбори, се со цел да им укажеме превентивно дека се работи за процес кој што треба да го докаже демократскиот капацитет на државата и на нас самите како граѓани на Република Македонија, а не да функционираме во функција на било кој субјект во државата.
Споменавте дека се разликуваат нели изборниот процес и процесот на референдум. Може ли да разграничиме кои се надлежностите на ДИК при спроведување референдум и изборен процес? Освен некои посебни карактеристики кои што ги утврдува изборниот законник во начинот на водење на кампањата, регулација на одредени работи околу работата на вас, медиумите и така натаму, некои посебни карактеристики нема. За жал, законот за референдум кој што во своите одредби не многу прецизно ги уредува одредени прашања, но и на почетокот ни задаваше проблеми, меѓутоа тој е наш специјален закон по кој што мора да го организираме овој процес и ние се водевме како комисија по она што го утврдил тој закон. Се работи за исто така за посебна специфика е што овдека овластениот предлагач е Собранието на Република Македонија во овој случај и само Собранието како представнички дом на граѓаните може да има и своји представници, ополномоштени представници за да го наблюдуваат практично целиот процес и се разбира наблюдување на процесот може да вршат сите невладини организации, меѓународни организации, амбасади и така натаму, кои што во меѓувреме бараат акредитација и ја добиваат акредитација. Значи, политичките партии во овој случај не можат да имаат своји ополномоштени представници како представници на предлагачот, затоа што и не се во случајот предлагач на прашањето, тоа е Собранието на Република Македонија. Меѓутоа, јас го разбирам Собранието како представнички дом на граѓаните, дом на сите партии и сметам дека преку таа формат можат и политичките партии да се вклучат во процесот на наблюдување на процесот, на надгледување на сумирање на резултатите и утврдување на резултатите во текот на денот. Државната изборна комисија започна кампања насловена Твој став, твое право. Дали тоа значи дека секој граѓанин има свое право без оглед каква е неговата волја да ја изрази слободно на референдум, без разлика дали се работи за гласање или абстиненција од гласање? Има ли законски или уставни можности некој да биде повикан на одговорност доколку реши да бойкотира, да абстинира од гласање? Значи, самиот назив Твој став, твое право, значи дека секој има право да се изавземе свој став во однос на ова прашање кое што е предмет на референдумот, а членот 7 од Законот за референдум во ставот 3 точно утврдил дека никој не може да биде земен на одговорност за изјаснување, за гласање и за негласање. Тоа значи дека секој има право и да излези и да гласа за или против, но и да не излези и да не гласа и нема никој право да го земе никого на одговорност по однос на ова прашање. Затоа е и насловот на нашата кампања таков, за да ја држиме неутралноста во овој процес, затоа што ние сме државен орган, не смееме да зауземеме никаква страна и се потрудивме и мислам дека успеавме со насловот на нашата кампања да им укажеме на граѓаните дека имаат полна слобода во одлучување во текот на овој процес. Во овој контекст за бойкот или абстиненција или гласање, дали председателот на ДИК на 30 септември ќе го оствари своето право, односно ќе излезе на гласање? Одговорот на тоа прашање на 30 септември ќе го добиете, значи си го задржувам моето право на мој став. Сакам да кажам, би било некоректно да одговорам во моментов на вашето прашање. Јас и на сите ваши колеги истото им го кажувам, затоа што во тој случај би се вмешал во кампањата, јас не смеам да се вмешувам во овој случај во кампањата. Моето право на 30 септември ќе си го кажам мојот став. Како председател на ДИК се соочувате ли со притисоци во извршувањето на вашата работа и дали некој од членовите конкретно се пожалил дека му се вршат притисоци при извршување на работата? Сега за сега, значи, така ја концепиравме работата да не дозволиме некој притисок. Искрено да кажам, и немаше некои обиди за притисоци до сега и меѓутоа и членовите сите самите се обврзавме дека нема да дозволиме странични притисоци да не истават од колосекот по кој што почнавме да се движиме. Целта уште на почетокот ми беше да ја релаксираме работата во Државната изборна комисија
за да ги надминиме лошите моменти кои што ги имаше претходниот состав и да го подобриме имиџот на самата комисија. Каква е перцепцијата на јавноста ќе видиме на крајот од овој процес. Јас се надевам дека е подобрена таа перцепција и како ќе се движи овој процес при крајот, можно е да се појават одредени странични притисоци, меѓутоа јас ве убедувам дека нема да дозволиме да влијае тоа на нас и на нашите одлуки. Впрочем, тоа го докажуваат и досегашните седници каде што практично одлуките ги носиме едногласно. И уште едно прашање, според најавите, овој состав на ДИК ќе биде заложен за спроведување на референдумот. Беа најавите во насока дека по завршувањето на референдумот ќе се бира нов состав на ДИК. Очекувате да продолжите да работите во ваков состав, друг носи одлука за тоа или пак ќе останете на работата за референдумот? Во Република Македонија многу често се носат вакви соломонски решенија кои што се практично адхок решенија и кои што во многу наврати праксата покажала дека не се добри решенија. Јас би апелирал на законодавците, затоа што тие се тие кои што треба да во иднина да ги утврдуваат рамките во кои што треба да се движи оваа работа, да внимаваат на тоа и би апелирал да утврдуваат решенија во кои што ќе им дадат можности за професионализација на овие органи, пред се затоа што работата на овие органи како Државната изборна комисија е во правец на исполнување одредени задачи за државата, а не во правец на исполнување задачи и функции на политички партии и субјекти. Доколку ги прифатат овие апели, сметам дека ќе се подобрува работата на комисијата. Лично за мене не е воопшто важно дали ќе продолжиме или не. За мене е важно во текот на овие 6 месеци да си ја завршиме работата професионално, да нема дамка на нашето работење. Се надевам дека така ќе се заврши. Како ќе одлучат законодавците, од нив зависи. Минатиот состав на ДИК, да речем, во известна мера заврши неславно со оние оставки познати поради слични екстра бонуси кои што ги делеа, па беше барана одговорност од членовите на ДИК, еден по еден поднесува оставки. Оптимист ли сте дека такви случаи во овој состав на Државната изборна комисија нема да се случат, односно дали сте оптимист дека овој состав на ДИК ќе оправда целосно довербата и ќе остави подобар впечаток? Па, јас ако не би бил оптимист, немаше ни да видам тука. Значи, секогаш влегувам во било која работа оптимистички и со ангажман кој што значи целосна посветеност на работата. Во овој случај си зелов за задача да им докажеме на граѓаните дека може и поинаку да се функционира во државата и така тоа го правиме од самиот старт. Рационализација на трошоците направивме максимална во овој процес. Од одобрените 210 милиона денари од страна на буџетот на Република Македонија, на самиот старт ние ги isпланиравме нашите трошоци на 170 милиона денари и сега како се одвива понатаму реализацијата на процесот, паѓаат уште повеќе трошоците и тоа е доказ дека може и поинаку да се работи во оваа комисија. Ние нема да делиме бонуси, нема да си доделуваме себе си привилегии, а да бараме од другите да извршуваат работни задачи. Сметам дека коефициентот и платата која што е одредена од Комисијата за избор и именување во собранието е сосема доволно за било кој човек и член од комисијата за нас, така што и сите комплет се сложивме дека и така треба да продолжиме. Така што во тој правец сметам дека нема да имаме никакви проблеми. Сега за сега сите членови работат и функционираат на овој начин и уште овие 10 дена се надевам дека нема да излези нешто спротивно на она што го кажувам, меѓутоа оптимист сум и сметам дека имиџот ќе биде далеку поинаков од она што се случуваше претходно. Ние се ангажираме максимално во извршување на нашите задачи, го бараме тоа и од стручните служби тука. Морам да напоменам дека во иднина ќе мора да се води сметка за подобрување на административниот капацитет на комисијата, затоа што вака како што е поставеноста ќе има веројатно проблеми во функционирањето во иднина. Мора да се подобри административниот капацитет на самата комисија тука. Господин Дрковски, ви благодарам за разговорот и за гостувањето во пресата. Благодарам и јас.